Здраво, драги ученици! Јас сум Трајче Орешков, наставник на предметот физичко и здравствено образование во Основното училиште Пере Тошев, општина Росо. Во денешната училница презентирам следнава наставна единица: вежби со реквизити за развој на мускулна сила кај ученици едно деление. Најпрво ќе запознаам целите, задачите, придобивките и влијанието на вежбите со реквизити. Цели на наставната единица: учениците да ја подобрат општата физичка подготовка со правилно изведување на вежби за развој на мускулна сила за позитивен анатомски, физиолошки, функционален, моторички развој. Учениците да научат правилно да ги користат реквизитите за вежбање, спортување и стекнуваат здравствено-хигиенски навики во вежбањето. Позитивно влијание на здравјето, дојакнување на самодовербата, стекнување на навика за упорност, дисциплина и работни навики. Влијанието на вежбите за правилен раст и развој. Развојот на учениците во училишна возраст е проследен со бројни промени како кај органите и органските системи, така и во нивниот целокупен физички развој. На овие промени во текот на нивниот развој влијаат надворешните и внатрешните фактори. Сите овие фактори негативно влијаат на движечкиот апарат, коскениот и мускулниот систем, кој на крајот се манифестира со телесен деформитет. Телесните деформитети на работен столб и стопала всушност се патолошки процеси на сврзното, мускулното и коскеното ткиво. Други зборови, поради нарушување на равнотежата на силите во мускулниот и коскениот систем, телото под дејство на сопствената тежина попушта, доведува прво до лошо држење на телото и ако не се дејствува соодветно, доаѓа до појава на телесни деформитети. Почетна фаза на ова состојба може да се поправи и коригира на часевите во предметот физичко и здравствено образование. Комплекс на вежби со реквизити за сила. Со комплексот вежби за правилен физички развој со реквизити се постигнуваат психофизичко воведување на ученикот за работа на часот. Овие вежби со одреден број на повторувања влијаат врз развојот на силата и издржливоста на мускулите, подвижноста на зглобовите и превенција од појава на повреди и деформитети. Вежбите со реквизити се применуваат за развој на сила кај поголемите мускулни групи, како што се раце и рамени појас, стомак, грб, нозе и воедно ја подобруваат општата кондиција на целото тело. Ваквиот начин на припрема ги донесува учениците полесно да ги совладуваат посложените елементи за чие совладување е потребно поголема мускулна сила. Реквизити за развој на сила се медицинка, топка, тегови, палка, ластик, јаже, пилатес топка и други реквизити. Еве неколку примери преку слики за вежби со реквизити за развој на мускулна сила. На овие слики не се представени вежби со медицинка, односно топка. Важно е да се напомени дека медицинката може да биде со различна тежина, од 1, 3, 5, 7 и повеќе килограми во зависност од увежбаноста на учениците. Што важно е да се напомене дека секоја вежба треба да се изведува од 8, 10 до 12 пати максимум. Истата вежба може да се повтори од 1 до 3 серии. Како што веќе кажавме, дека со вежбите за сила со реквизити се опфаќаат големите мускулни групи, и тоа мускулните групи на раце и рамени појас, на труп и на нозе. На следниве слики ни се представени вежби со медицинка за раце и рамени појас. На слика број 1 ни е представена сликата е поделена во два дела, значи почетна положба и во испрекинатиот дел ни е начин на изведување на вежбата.
Слика број 1 ни е вежба за сила на раце. Исто, односно бицепс. Слика број 2, вежба за сила на раце, бицепс. Имаме почетна положба, исприканатиот дел ни е поставува начинот и правецот на изведување на вежбата. Слика број 4 ни е вежба за рамо, предно рамо. Слика број 4 ни е задно рамо, каде што ученикот е во клекната положба, медицинката се држи со две раце во исправена положба, исприканатиот дел ни го покажува правецот и начинот на изведување на вежбата. Вежби за стомачна и грбна мускулатура. Слика број 1 ни е вежба за грбна мускулатура. Во првиот дел од сликата ни е представен почетокот на вежбата, во вториот дел од сликата ни е представен начинот на изведување на вежбата за грбна мускулатура. Слика број 2 вежба за грбна мускулатура, каде што ученикот е во легната положба. Медицинката се држи во две раце во исправена положба. Исприканатиот дел од сликата ни го покажува начинот и правецот на изведување на вежбата. Слика број 3 ни е за стомачна мускулатура. Ни е представен начинот на изведување на вежбата, каде што медицинката е поставена на двете нозе. Нозете се во свиткана положба. Трупот, односно горниот дел, исто така е во свиткана положба и имаме истовремено подигнување и спуштање на трупот и носот. Слика број 4 исто не е вежба за стомачна мускулатура. Ученикот е во легната положба, медицинката се држи двете раце во исправена положба, исприканатиот дел сликата ни го покажува начинот и правецот на изведување на вежба. Комплекс вежби со медицинка за нозе. На слика број 1 е представен начин на изведување на вежбата со исправени нозе, каде што медицинката е поставена меѓу двете нозе. Слика број 2 е со свиткани нозе. На слика број 3 ученикот е легнат стомак на подлогата. Медицинката се држи во двете нозе. Исприканатиот дел ни е начинот на изведување на вежбата. Ова вежба ни е за задна ложа. Слика број 4. Ученикот е во исправена положба, медицинката се држи во двете раце, во висина на рамо. Ученикот изведува пушнување према доле. Исто така се еден реквизит за развој на мускулна сила. Представен ставена палката. Важно е да се напомене кој преходно дека вежба се изведува од 10 до 12 ватри, од 1 до 3 серии. Еве неколку примери преку слики на начин на изведување на вежбата. Исто. Имаме вежби за горен дел од телото, за раце, односно и рамени појас, за труп, односно стомачна и грбна мускулатура и вежби за нозе. На слика број 1, првиот дел од сликата ни е представена почетната положба на изведување на вежбата со палка, во вториот дел од сликата начинот на изведување на вежбата. Во вториот дел, втората слика, исто така. Првиот дел од сликата ни е почетна положба, каде што палката се држи во двете раце, ставена напред. Во вториот дел од сликата ни е представен начинот на изведување на вежбата. На слика број 3, палката се држи со двете раце на лакти, позади. Вториот дел од сликата е начин на изведување на вежбата, односно ученикот е во предплан. Слика број 4. Палката исто ставена позади на лакти. Вториот дел од сликата ученикот изведува засуци во лева и во десна страна. На слика број 1
Во стоечка положба, ученикот држи палката со двете раце и изведува отклон во лево и во десно. На слика број 2. Ученикот е во легната положба, во првиот дел од сликата е почетната положба на вежбата, во вториот дел од сликата имаме начинот на изведување на вежбата, каде што палката се поставува позади двете нозе. Во третата слика број 3, ученикот е легнат на стомак, палката е поставена вертикално, ученикот наизменично со лева и десна рака изведува пречување према горе од врвот на палка. На слика број 4, ученикот е легнат на стомак, во првиот дел од сликата е кажана почетната положба на изведување на вежбата, вториот дел од сликата начинот и насоката на изведување на вежбата. На слика број 5, палката е поставена напред, се држи во двете раце, вториот дел од сликата начинот и правецот на изведување на вежбата, каде што ученикот изведува ја пречекорува палката со десна нога, ја враќа во почетна положба, а истото го повторува со левата нога. Позитивни постигнувања кај учениците кои редовно применуваат вежби со реквизити. До редовно вежбање, учениците ќе имаат правилен и симетричен морфолошки развој, правилно држање на телото во сите положби, седење, стоење, одење и трчање и правилна функција на локомоторниот апарат. Раното спречување на телесните деформитети, нивна превенција. Преку физичка активност, учениците се ослободуваат од стресот и физичката напорност. Ви благодарам на вниманието.